Почитувани, пратеничката група на ВМРО ДПМН, заедно со пратеници од коалицијата Вреди и Знам, ја поднесовме резолуцијата за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција. Поширењето на лажни вести, невистини и манипулации од страна на СДСМ, ВМРО ДПМН, како државотворна партија, подготви резолуција со која еднаш за секогаш ставаме точка на измислената тема на мигранти од страна на СДСМ. Дозволете ми да ви ги представам 9 точки од кои што се состои резолуцијата. Точка 1. Се осудува лажната кампања и манипулативното дејствување на опозицијските политички партии со кои во јавноста се пласираат невистини и инсинуации за наводно постоење договори, политики или активности поврзани со прифаќање мигранти или изградба на мигрантски кампови. 2. Се утврдува дека ниту било побарано, ниту е договорено, ниту ќе биде дозволено воспоставување мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на сместување мигранти на територијата на општините во државата и дека таква активност не се и нема да бидат дел од владините политики. 3. Се констатира дека ваквите дезинформации се шират свесно и континуирано и покрај јасните и недвосмислени ставови на надлежните институции со цел создавање паника, нарушување на јавната стабилност и остварување краткорочни политички интереси на сметка на безбедноста и спокојот на граѓаните, што е спротивно со правилата на поредокот, меѓу кои и кривичниот законник, законот за прекршоците против јавниот ред и мир, како и законот за спречување и заштита од дискриминација. 4. Се отфрлуваат и се поништуваат сите аранжмани, одлуки и политики на поранешната влада на Зоран Заев, поврзани со создавање кампови за прием и нега на мигранти, кои беа спротивни на националните и државните интереси и ја изложуваа државата на безбедносни и општествени ризици. 5. Се потенцира дека меѓуетничките односи, стабилноста, толеранцијата и меѓусебното почитување се суштинска вредност на општеството и дека секое неодговорно политичко дејствување кое што може да ги наруши овие односи представува сериозна закана за општествената кохезија. 6. Се потврдува определбата за принципијална, одговорна и предвидлива надворешна политика, заснована на заштита на националните интереси и почитување на меѓународното право, при што ниту еден надворешен процес не смее да биде на штета на безбедноста и стабилноста на државата. 7. Се повикуваат сите политички субјекти и јавните чинители на одговорност во јавниот говор, почитување на фактите и воздржување од ширење лаги и манипулации кои можат да предизвикаат општествени тензии и да го нарушат јавниот ред и мир. 8. Се утврдува дека со оваа резолуција се става крај на сите шпекулации, дезинформации и лажни сценарија поврзани со наводно прифаќање мигранти или изградба на кампови и се воспоставува јасна, недвосмислена и непроменлива државна политика против нелегалната миграција. 9. Оваа резолуција стапува во сила со денот на нејзиното донесување и ќе биде објавена во службен весник. И уште еднаш сакаме да потенцираме дека со оваа резолуција потврдуваме дека владата и собранието никогаш нема да дозволат да се преговара за мигранти. Граѓаните да бидат спокојни, ВМРО ДПМН се грижи за безбедноста на народот. Ви благодарам. Прашања? Резолуцијата, се извинуваме, поднесена денес. Очекувам дека веќе утре ќе се најде на дневен ред и ќе се стави крај на лагите и шпекулациите кои што деновиве се шират помеѓу граѓаните во нашата држава. Дали ја добивте резолуцијата од СДСМ и дали ја разгледавте? Да, ви одговори во текот на вчерашниот ден. Значи, нечестна е намерата, не веруваме во честната намера на СДСМ и од таа причина поднесуваме декларација во која што
буквално ги наведуваме сите елементи кои што се потребни за да се отфрлат овие шпекулации кои што минатава недела кружат низ државата. Додека ако се утврдува едната или другата изјава на страните и например дали ќе има простор да се најде одговорност правна одговорност За тоа треба да се произнесат други институции. Ние како собрание имаме одговорност да донесеме една ваква резолуција во која што јасно и недвосмислено ќе ги утврдиме и ќе ги поставиме рамките во кои што можеме и смееме да се движиме. А со оваа резолуција исцртани се буквално сите рамки и граѓаните можат да бидат спокојни дека безбедноста во државата нема да биде нарушена. Немаме скриени пораки како што во текот на вчерашниот ден обвинуваа, свесно влеговме и намерно секаде каде што се обраќаме до мигранти, така да сметам дека темава веќе не може да ја држат и да се играат со чувствата на сите граѓани во нашата држава. Резолуцијата утре најверојатно ќе биде усвоена, така. Дали доколку СДСМ продолжи со своите тврдења за напливот на мигранти и слични тези што се појавуваат деновиве, дали како партија тогаш ќе покренете, поднесете некој вид кривична пријава за ширење? Да ја донесеме резолуцијата, па следните чекори дополнително ќе бидат одредени. Ви благодарам.